Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, забрането е граѓаните да се осигураат во странски компании. Според Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, граѓаните претходно треба да се информираат доколку сакаат да се осигураат. Согласно Законот за супервизија на осигурување, не е дозволено да има. Доколку имаат, тоа е бесправно и треба да се информираат каде најблиску треба да си префрлат тоа што имаат, бидејќи тоа е незаконско. Во ред, да, имавме период кога осигурување на живот не беше дозволено, односно немаше ни понуда. И имавме кога се формира компаниите за осигурување на живот. Според него, иако осигурувањето е се уште ново тело во Македонија, кое зад себе нема историја, сепак нуди многу нови можности за граѓаните. Тој вели дека за да понудат нешто ново осигурителните компании, треба да има барања и на самиот пазар. Најново што се спрема е со одлуката на владата за беспилотни летала. Досега тоа не беше вклучено, сега ги имаме многу. Немаме ни регистар. Еве сега прв пат ќе има регистар на беспилотни летала, односно се снимаат свадби, се користат за домашни употреби. Значи имаме професионално катастри кои снимаат парцели, снимаат штетни настани. Значи веќе станува збор за сериозна бројка на беспилотни летала. Меѓутоа до сега немаше регулатива и сега зависеше само од поединечниот купувач дали сака, а за поединец осигурителната компанија не креира производ. Меѓутоа сега кога се створија услови, односно се прави централна база на беспилотни летала, која што ќе биде во Агенцијата за цивилна воздушна пловидба и ќе се знае дека треба да се регистрира, ќе се знае дека мора да има полиса, бидејќи штетен настан може да се случи. Тие работат на батерии, може да падне. Има секакви немили настани кои што може да се случат и се случиле во минатото. 2016 година беше успешна за осигурителните компании во Македонија, вели Стојановски. Бројот на вработени постојано се зголемува, а во моментов во земјава работат 15 компании. Овој млад бизнис и натаму продолжува да се развива.